Добар ден, господине. Гледам, ви интересира новата Toyota Aygo Cross. Да, ми треба некоја мала кола, ама ми треба да е пространа внатре. Совршено, дојдовте на вистинското место. Aygo Cross е компактен, но простран. Има само 4,7 метри во радиус на вртење, што го прави исклучително лесен за маневрирање секаде. Со Aygo Cross добивате врвен стайлинг на кросове. Има мала тежина и аеродинамичен дизајн кои придонесуваат за најдобра ефикасност во класата на 1 литарски мотор. Плюс доаѓа со Toyota Safety Sense како стандардна опрема, значи ќе се чувствувате сигурно и безбедно во секое време каде и да сте. Супер, мислам звучи одлично. Чекај, а гаранција? 10 години. Дај ако сакаш бокалчето. Ало. Еве цела екипа сме у кафана тука, да. Па ти кај си? Па само ти фалиш, човече. Не, бе, какво станување цела екипа сме тука, какво станување? Не. Ќе снимаме друг пат. Немаме снимано за сега у недела? Не знам, па да го викнам да дојде. Дојди, бе, ти дојди и ќе снимаме тука. Сите се тука, бе, цела екипа, све сме. Да. Ајде, дојди. Слушај, и донеси ја нешто музика, земи, викни го Мирослав Илич. Така. Ајде, дојдете малце да испеете нешто. Ајде. Мирослав Илич ке дојде. Дами и господа, во оваа домакинска 1-1. Мирослав Илич е тука со нас, дами и господа. Миро Илич. А момците кои се задолжени за добрата забава и кои што ќе ни го дадат оној музички дел тука специјално само за оваа епизода се луѓето кои што секогаш ги викаме кога ни треба некој да држи музичка подлога на таква легенда како Миро Илич, луѓе кои што си ја знаат најдобро својата работа, тие се number one во тоа што го прават повеќе од 10 години. Група Маестро се тука. Група Маестро. А сега малку време за нашите партнери. За денес го издвојуваме зелениот чај со ѓумбир и куркума од Good Nature. Ова е екзотична билна мешавина која представува одлична комбинација на зелен чај, на ѓумбир, куркума и ројбос. Обидете се денот да го започнете на добра нога и дискретно да ги избегнете препреките. Избалансирана мешавина, пријатен ориентален вкус ќе ви помогне правилно да го започнете денот. Без разлика дали сте искусен пекар или што туку почнувате, нашето брашно е клучот за создавање на неодоливи пецива што ќе натераат и вие и вашите пријатели и семејството да побарате повеќе. Побарете го моето брашно денес и оставете ја вашата кулинарска креативност да полета. Нашите пријатели од Емкеш и овој пат ве наградуваат, не само што даваат поддршка кога ви е најпотребно и не само што тоа го прават најбрзо и најлесно. Сега со секој земен кредит до 31 март имате шанса да си освоите нов кафемат. Лесно како песна, ем први, ем брзи, ем најдобри, ем кеш. Ние продолжуваме за многу кратко, а вие ги имате најдобрите со најбрза достава и најљубезни доставувачи. Имаат многу промоции, бесплатни достави во било кој период од денот, дали за доручек, ручек или вечера, изборот е ваш. А сега нашиот гостин веќе знаете кој е тоа. Слави 50 години кариера, легендата на југословенската музика, Мирослав Илич! Така, Миро Илич, 50 години кариера, прославуваш секоја чест. Имаше многу убав концерт во Београдска арена. Да. И пре неки дани у Новом Саду,
Така. Sad ovdje u Makedoniji kod vas u Skopju, 18. marт. 18. mart. I do kraja godine planiram još par gradova, ali vidjet ću. O том потом. Она што сега Она што сега знаеме е дека на 18 март ќе се дружиш со македонската публика, твоите големи фанови кои децении те следат и те сакаат. Немаше проблем да собереме публика во Орео Флат на денешно снимање. Само кажавме Миру Иличи во рок од, не знам, 20 минути и готово. Толку беше тоа. Така ли е? Да. Така што верувам дека и на концертот ќе биде така полно, убаво, со супер емоции, како што му доликува, нели, на еден јубилеј од 50 години. Во Борис Трајковски ќе биде концертот. Pa dobro, malo sam i ja Makedonac. Да. Па како не, полумакедонец. Da. Како беше во Белградска арена? Имаше, мислам, лично за тебе. Сепак 50 години се заокружуваат, Белградска арена. Имаше емотивно го доживеа тоа? Како беше? Како... Pa uopšte, kad izgovaram to, 50 godina, prvo što sam ne mogu da verujem. Zastanem pa kažem, Miroslave, da li je moguće 50 godina? Kad sam stidljivo ulazio u ovaj zanat, ni sanjao nisam, verujte mi, da ću da dočekam taj dan da mogu da slavim 50 godina. To je ceo život praktično. Имало моменти кога било то, препоставувам на почетокот, било тешко, така? Дор да се пробиеш, дур да го дознаат името, дур да Pa почнат. dobro, ovaj zanat nije ni imalo lak. To ljudi ne veruju ti. Ti kad im kažeš što je težak zanat, oni kažu, Што е тешко? Одиш, пееш си, одиш, парички. To je najlakši deo posla. Najlakši deo posla, verujte mi, da izađeš i da pevaš. Ali sve ono što pre toga i posle toga ide uz ovaj zanat, to je prilično naporno. Ali dobro, Bože moj, nema veze. Sam si birao i ko ti šmirne uši. Баш така. Gure. Баш така. Ali ni sanjao nisam da ću da dočekam, momci, ovih 50 godina. Kad sam ulazio stidljivo u ovaj zanat, naravno da je to svačija želja. Svačija je želja da penziju dočeka. Добро, а што совет би дал на некој кој што замисли си, еве, да е некој твој родни, например, некој близок, сакам да кажем, на кому му мислиш најдобро на свет. И сега, вели, Миро, јас сакам да одам по твоите стапки, да имам долготрајна кариера, музичар да бидам, да пеам, вака, така, да полнам сали. Што совети би му дал? Pa, nema tu nikakve formule. Нема тајни, а? Ne, nema formula. Dobro. Nema formula koja ćeš ti, evo ima tu formula i ja ću sada se pridržavam ovoga što piše u formuli i trajaću 50 godina. To ne postoji. Ovo je jedan užasno, to mi veruju ove kolege muzičari, užasno neizvestan i nesiguran zanat. Nikad ne znaš da li ćeš pogoditi pesmu, da publika podeli tvoju emociju. Ti kad snimiš pesmu ne možeš budeš siguran da li će ona biti hit ili neće. A drugo, publika je čudna igračka. Danas te hoće, sutra te neće, ima nekog drugog favorita. A ti treba da ostaneš jak, psihički silen, da ne te palja тоа. I opstati 50 godina u toj džungli, to nije ni malo jednostavno. I zato sam Bogu i publici pre svega zahvalan zbog toga. Кога ќе погледнеш наназад сите овие децени, кои се тие некои работи, лични карактеристики твои што си ги имал, кои што ти помогнале да бидеш вака долготраен? Знаеш, пример, не знам, дали си можеби трпелив, дали си знаел добро со газди, дали си знаел добро со музички студија. Можеш да се сетиш? To publika, ne možeš ti da se švercuješ 50 godina. Publika prepozna kad tad. Može se švercuješ i da se prenemažeš 5 godina, 10, ali 50 godina ne možeš. To publika prepozna. Tvoju iskrenost, tvoju posvećenost, tvoju autentičnost. A ono što je meni bio imperativ, to je da nijednog momenta niko iz publike
ne kaže, jao, vidi ga, ali ovaj poleteo, mislim. Ne, Da ostaneš čovek. to mi je bio imperativ. Imperativ mi je bio da budem strogo, čvrsto na zemlji, da poštujem sve one vrednosti koje sam poštovao i pre nego što sam ušao u ovaj zanat. Кои беа такви луѓе, ти додека беше млад и растеше низ музичкиот бизнис, кои ти беа луѓето кон кои што се огледуваш и велеше, ова е човек, познат, сите го знаат, ама еве го господин. Имаше такви? Pa bilo ih je sigurno. Većina, u stvari cela ta generacija na koju sam se ja sa mojom generacijom naslonio samo, smo bili mnogo opušteniji. Mi smo se zabavljali druge i živjeli lepo. Međutim, ovo ima sigurno jedno 20 godina. Ovo je sve drugo, samo nije zabava, čoveč. Ovo je Biznis. Ovo je, mislim, alo, ljudi, polako, ima vred. Ima za sve i mesta i posla i polako, smirite se. Ovo je zabava. Ако треба да ги окарактеризираш во неколку зборови, значи што пократко, децениите. Пример, еве ако почнеме хипотетички од 70-ти години. Како ќе ги опишеш? Кои беа карактеристики на 70-тите? A bilo je mnogo opuštenije. Dobro, znači to je jedna Bilo работа. mnogo opuštenije. Radovo si se nekim sitnim poklonima, stvarima. Sad je to sve, sad se gotovo ničemu niko ne raduje. Sve ti je na izvolite, ko pristane, a pristala je cela planeta na to takozvano potrošačko društvo, nema tu, gubi se duša. А еве да речеме во денешно време, можеш да станеш под наводници звезда за пола сат. Ке излезеш на некоја си, од кај да знам таму реалити шоу, одеднаш сите те знаат. Разумем. Порано не е било така. Значи не можеш инстант звезда да станеш, така? Како гледаш на... Zato što informacija mnogo brže putuje. Ti sad na jedan klik imaš informaciju sa cele planete. A nekad, pre 50 godina, kad sam ja stidljivo ušao u ovaj zanat, informacija putovala... ti izdaš ovde novu ploču, treba 3 meseca da onaj u Australiji zna da ti imaš novu ploču. А гледаш на тоа како предност на денешниве музичари или можеби мана баш поради тоа што најверојатно неподготвени стануваат звезди? Тие нити се психички, нити се па дури физички подготвени за нешто такво. Odgovorit ću ti na to pitanje indirektno. Ајде. Reći ću ti, mnogo sam srećan što moj brod uvodim u luku nego što ne isplovljava. Добро, може, прифатено. Како започна целава работа? Дали можеш да се сетиш кој ти бил прв професионален хонорар? Каде било тоа? Какво место било? Pre toga moram da ti kažem da ja nisam mašto o ovome. А што сакаше да биде? Ni sanjo, pa ja sam... Кон што целеше? Pa cela moja generacija je maštala o tome da završi neke škole, studije, da se zaposli, da dobije posao, muški da odsluže vojni rok, da dobiju stan od firme, da li me razumeš? To je bio san. Тоа беа и целите. To je bio 90% san svih mladih u to vreme. Ali dobro, vremena su se promenila. И каде беа првите настапи? На какви места беа? Тоа беа некои кафани или што беа? Онака најпрвите. Nećeš mi verovati, ja sam pravo iz studentskog amfiteatra ušao u ovu džunglu. Pravo iz studentskog amfiteatra, zato što, kažem ti, ja nisam maštao o tome. Jednostavno, mlad sam se oženio i to ovdje u Skoplju. Тука? Da. Добро. Значи има Скопјани што ќе се сетат на тоа. Ja sam maturirao u Čačanskoj gimnaziji, u Čačku, kod mene tamo. I došao na studij ovdje u Skoplje, ali imao sam tamo gimnazijsku ljubav, Gordana. Dobro. Posle jedno godinu i po dana ona ti banu ovdje kod mene u Skoplje i osta. I evo
živimo već 50 godina u tom braku. Значи, брак успешен како и кариерата. И јубилеј, ем во брак, ем во вако. Pa par meseci sam pre proslavio 50. godišnjicu braka nego 50. godišnjicu. Честица. Певање. Ето, добро, одлично. Пример како треба да се стремат, нели, за долговечност и на кариера и на брак. Кој помагаше во тие почетоци на кариерата? Кој ти помагаше најмногу? Без кого не се можеше. Секогаш има некои такви луѓе кои што, знаеш, никогаш успехот не е индивидуален. Ne. Jako je bitno kojim i kakvim ljudima si okružen. Ja sam patrijarhalno vaspitan provincijalac koji je došao u Beograd da traži mesto pod suncem, Да се докажува. da se zaradi neke parice, da završi studije pre svega. Meni je uzelo sigurno do 10-12 godina da shvatim kako to funkcioniše, ko, kome, tu, šta, kako, mislim, razumiješ. Ali najbitnije je u celoj ovoj priči za početak moj zemljak iz mog rodnog sela Mrčajevci, kompozitor, inače Čika Obren Pjevović, koji mi je i dao prvu pesmu Voleo sam devojku iz grada. Svemu onome što me on još tad naučio, ja pratim i dan danas. On je bio najveći učitelj. Кои се тие правила, параметри до кои што се држиш? Nemoj da radiš ništa protiv svoje duše. Аха, ако тебе лично не ти е Tačno. убаво, не. Nemoj da radiš ništa protiv svoje Значи да не duše. речеш ова ќе биде хит, не ми Nemoj се nikada свиѓа. zaboraviš odakle si i kako si krenuo. Nemoj da se uobraziš. A bit ćeš jednog dana zvezda, ti si mnogo slatko pevaš. Tako mi je govorio. Dobro. У еден момент помислив, мене не знам. Си викам, ја да не пеам сладко, да не знам, човече. Дај да запеам. A drugo, pominjali smo malo pre mojih 50 godina braka i suprugu. To je isto jako bitno. Podrška Од дома. iz kuće, od supruge. И тоа кога ќе тргне на лошо, тогаш е важно. Знаеш, кога е добро, за сите е добро. Pa pazi, niko nema Tako je. krivulju ovako. Така е. Krivulja svakog uspeha je ima oscilacije. Tad kad ide malo naniže, tad ti treba neko. Така е. Ги спомнавме 70-тите. 80-тите еве да ги рипнеме. Можеш да се сетиш на 90-тите од кариерата. Тоа беше така бурно време на XU простори, распад на Југославија, војни и слично. Како ги доживеа лично тие времења? Pa iskren da budem, baš do kraja iskren da budem, meni je to sve teško palo. Ja sam se čak bio jedno vreme i povukao. Jedno 4-5 godina nisam ništa ni snimao, nove pesme, ništa. Teško mi je palo, nisam mogao da verujem šta jedni ljudi rade drugim ljudima, zašto, ne razumem. Mislim, bio sam tužan. Ali moram isto tako da ti kažem da sam posle toga bio jedan od prvih koji je shvatio realnost i prihvatio je takvu kakva jest. Живот тече понатаму. Pa čim su počele da se vijore zastave na East Riveru tamo u Njujorku ispred Ujedinjenih nacija, to je za mene bilo to i tačka, nema tu sad. Makedonija, država. Hrvatska, država. Од едно знаме, 6 знамења. Šta sad? Idemo dalje. Така. Добро, има и, како што велиш, и подеми, има и падови. Значи, дали 90-тите, кога тргна на подобро, кон крајот на 90-тите, кога се свати, кога и другите го сватија тоа? Кога почна едноставно да се снима, да се прави нова музика? Pa nije to nijednog trenutka prestajalo. Ja ti govorim samo kako sam se ja osjećao i kako sam ja postupio tad. Ама имаше момент каде што мислеше да престанеш, пример, со кариера, доста е, или немаше такво нешто? Не. Никогаш не помисли, така? Ne. Mene su često tokom svih ovih godina pitali
Znači, to i zadnjih par godina. Dokad, Miroslave? Ma ne, to ću ja sam da vidim. To ovi momci muzičari me razumeju. To ću ja sam da vidim. Ako ja dođem, negde sam najavljen da gostujem i vidim da nema puno Če ti se ljudi. kaže samo to? Pa samo će da ti se kaže. Upravo si odgovorio umesto mene, razumiješ. Samo će da ti se kaže. A sve dotle dok ti dođeš, vidiš da ima ljudi koji žele još uvek da podele tvoju emociju i tvoju pesmu. Što da ne? Energije imam, zdravlje, hvala Bogu. Daj Bože, samo da te služi i ponatom. Pa Miro, može ke slavim i 100 godini karijera, što znam? To je već. Sad ga ti. Pa što da ne? Hajde, samo da ne služi. Da. Низ годините, кои беа некои пороци со кои што се соочуваше, не ти и општо твоите колеги и се, знаеш, знаеме за рок-н-ролов, сме слушале малку повеќе и сме читале од Биело дугме, од разни New Wave бранот како што носеше Босна, Хрватска, Србија, па и Македонија и така натаму. Ама еве, ти и твоите колеги со кои пороци најголеми сте Imam се ja соочиле? jedan porok koga se nisam odrekao ni dan danas, to je pušenje. Да? Da. 50 години плюс? Pušim i dalje više od 50. Кој знае колку цигари имаш испушено? И ако ги преброиме? Mnogo. Tamo negde u 80-ih umeo sam malo da se zaigram, iskreno govoreći, po kafanama, malo i sa pićem. Добро, човечки, окей. I onda sam pokušavao da se zaustavi. Vidim da mi prija čašica, 2, 3. I ja krenem da se družim i kaže, kad bude ta treća, ja ću. Ja kažem, ja više neću. I ja kažem, neću. Aha. Ali uvek je on, ajde, nemoj da si ajde, šta izigravaš, to je još po jedno. Jedna po jedna, zbogom pameti. I vidim da je to vrag odneo šalu, sve na moju štetu. Так. I onda sam negde tamo početkom još 89. Se bio ti rodio tada? Тогаш. Eto vidiš. Tad početkom 89. sam samo došao kući, imam ikonu Svetog Đorđa u kući, to mi je slava krsna inače. Prekrstio se, rekao, nećeš više magarče jedan. I tačka. Си вети сам пред себе, а? Добро. И одиш на настап, одиш на прослава, одиш, не знам, роден ден. Други ве пијат. Ти шо пиеш? Вода? Voda, Чај? sok, čaj. Je li ovo kurkuma? Чај? Да, зелен. Ќе слушаме многу песни на концертот. Овде мислам дека е добро време да отпееме една, а да започнеме нормално со хит, ќе почнеме што друго, да ги чуеме група Маестро заедно со Миро Илич и ние живот една жена може ли? Naslonim na dlanove glavu i razmišljam o ženi to. Ja dočekam tako zoru plavu, neću više da mislim o njoj. Nije život jedna žena što si glavo zamišljena, još života ostalo je natrag suze moje. Nije život jedna žena što si glavo zamišljena, još života ostalo je natrag suze moje.
1689 во Скопје влегуваат австриските трупи од исток и во станиците на Карпаш од север. Почнува огромен проблем. Во градот избива епидемија на чума. Тоа облашно утро генералот Пиколомини стоел баш овде и за последен пат го гледал градот. Тоа? Оу. Браво. Браво. Што правиме муавет? Назад со Мирослав Илич, кој на 18 март го има својот концерт за одбележување на 50 годишнината од кариерата во Борис Трајковски. Ве очекуваме, нели нормално да се видиме таму. Миро е сега тука, чувме една песна, а ние продолжуваме со муабетот. Ние живот една жена. Има ли приказ на како настанала оваа песна? Оваа песна на многу мажи им помогнала низ годините. Знаеш? Ja ne znam da postoji neka pozadina vezana za tu pesmu. Inače, ja nikad za ovih 50 godina nisam poručio tekst ili pesmu. Ima mnogo mojih kolega Jedan kup. koji čuje se sa saradnicima i kaže hoću da mi napraviš to i to, ali da bude obavezno hit. Da, dobro si rekao. Ja to nikad nisam uradio. Ja sam samo reagovao na ponudu. Dođem kod tebe. Ti ostaš sudbiната nekako da si Dođem kod tebe, ti mi pokažeš šta imaš, ja kažem ova mi se sviđa i ova mi se sviđa. И така било од секогаш? До ден денес така е? Od uvek i dan danas je tako. Reagujem samo na ponudu. Nikad nisam poručivao tekst, muziku, ništa. Можеш да се сетиш како беше оваа пример песна? Како настана, како дојде, каде се наоѓаше, кој ти ја понуди? Predrag Vuković, Čačak, njegova kuća. Dođi Miroslave da čuješ neke pesme. Pokazao mi je par nekih pesama i između ostalih i tu je, kažem, znaš šta, ovo mi je dobro. Ovo mi je dobro. А кога ти ги покажуваат како? Само на гитара, само на клавир, како? Na klavir. Така, само клавир и пење и толку. Беше готова тогаш кога ја слушна? Напишана со се текст или не? Da, kompletno. Значи комплет. И можеше да процениш, ова е за мене. Добра ќе Jedina легне. pesma koja nije bila kompletna Добро. za ovih 50 godina, to je bila pesma Pozdrav je, pozdrav je. Како дојде таа? Само музика имаше прво? Ja sam živeo još uvek kod mene u selu, u mojim Mrčajevcima, i imao sam zakazan početak snimanja LP-a. Ploča. Jest. Dragan Aleksandrić je bio šef orkestra i većina njegovih pesama je bila. A inače je bio vojni muzičar. Radio je u Domu vojske u Beogradu. Ja se prošetao kod njega da ga dan pre snimanja prošetao se kod njega da ga pitam je li raspisao sve partiture za sve članove orkestra, jer sve je obavestio, jer sve je organizovano za sutra. Jest. I čujem ga da prčka na harmonici nešto. Šta je to? I on kreće. Znaš, mislio sam, pravim jednu novu pesmu, ovo je prvi deo, samo ritam sekcija ide. Малце војнички е. Pričaj mi, ali malo šuškaj, znaš, pričaj mi o njoj, pričaj sve što znaš. Kaže, stani. Koji je to moj tonalitet? Ma nemoj da me zezaš, čovječe, raspisao sam sve, imaš mnogo dobrih pesama. Da. Sad si se na ovu namerača. Dragane, ja želim tu pesmu da snimim. To je mnogo dobra pesma. Pa daj čovječe, nemam ni tekst. Ja kažem, nemam pojma, ko ti je pisao taj tekst? Ko ti je pisao tu prvu strofu? Zovi čoveka, nek ti napiše druge dve, ja i zdravo. I sutra dan je došao Srđan Jovanović koji je pisao tekst i doneo je, ja mislim, jedno 30 strofa. I izgrdio nas i kaže, nosite se celu noć, nisam spavao, napisao, evo, izaberite od ovoga drugo i treće. Кажи што сакаш, како сакаш да заврши песна. Одлично. Сега, ако ти дадеме некои поими или имиња, да видиме
на што ќе ти текне прво? Еве да речеме, ако ти спомнам Тозовац, што ти доаѓа прво на памет? Prvak. Prvak. Така? Da. On je za mene na vrhu, a dole sve nas možeš da ređaš Šaban, Marinko, Toma, Kvaka, ne znam, to možda ređaš po tvom ukusu. Ali gore je Toza. Za mene. Зошто? Po svemu onom što je ostavio iza sebe. On je bio prvo i muzičar, dobar muzikant, dobar kompozitor. A ono na čemu sam mu ja najviše zahvalan, on je razbio jedan stereotip o nama narodnjacima. Za nas narodnjake bilo ti ono, znaš, nastup. Samo što ti kredom ovako ne nacitaju putaču i kažu stani tu i pevaj. Prvi je to za malo šarma, malo mangupluka. Scena. Ono, da. Da se vidi da si živ čovek pomogu, da imaš neku emociju, da samo ono... Значи го ставаш на прво место на некој начин чисто зашто еволутивно има помогнато многу. Po ukupnom učinku. Так, ефектот негов е Je. поголем. Ајде, што кога ќе ти спомнам Балашевиќ? Da, to je jedno divno prijateljstvo. Stvarno jedno divno prijateljstvo. Mi smo se nešto intenzivno družili, ali od prvog dana, tamo negde 80 nekih, kad smo se upoznali, razmenili neka iskustva, neke tako, odmah se stvorila jedna mnogo fina energija. Ja sam ga izuzetno poštovao i dan danas, a on je to i meni uzvraćao. A ono gde smo se najviše našli, ti ako pogledaš sve šta je Đole Balašević napisao, otpevao, vidjet ćeš jednu činjenicu da se on napajao od svog sela, vojvođanskog sela, od paora, mudrost paorska, što bi kod mene u Šumadiji bili ratari, poljoprivrednici, seljaci. Tu se Đole... Значи нормални, обични работи. Tačno. A on je prepoznao tu autentičnost i ljubav prema selu moju. Tak. Tu smo se mi najviše našli. Ja u kući čuvam nekoliko stvari kao Amajliju. Jedna je, recimo, vojna knjižica mojeg pokojnog đeda, Radoslava Ilića. Druga je reket Novaka Đokovića. Од кој турнир? To je reket koji me osvojio prvi Wimbledon. А првиот Вимблдон, браво, добро. Je. To sam dobio od njega kao honorar za svadbu. Dobro. I još jedna stvar mi stoji u kući kao Amajlija, to je jedan CD Đoleta Balaševića, Rani mraz. Mislim da posle toga više nije ni snimao. Sa posvetom Mikiju Iliću, posljednjem gospodinu među ovim gradskim seljacima. А кошулата, ја мислев ќе ја спомнеш. Имаше еден настап многу убав, ќе се сетиш ти сега, ќе те остава. Ja sam radio prvi koncert u Beogradskoj areni pre 15 godina i tad sam slavio 35 godina estradnog rada. U goste sam pozvao Hrista Stojičkova. Kupili smo bili 35 Kumot. Lopti. Pobratimi smo mi, ne kumot. Dobro, izvini. Kupili smo bili 35 lopti i Hristo je to potpisao i svako je u publiku ispucao. I voleo sam da mi dođe Đole Balašević. Tak. Ali ja nisam... Đole je bio čudak. Dobar čovjek, dobra duša, sve, ali kao i svi genijalci. Čudan. Така е, да. Ja nisam bio siguran da li će on da dođe meni da mi bude gost. Jer on nikad nikom u životu nije bio gost na koncertu. Ja sam bio jedini. Prvi i jedini. Laka mu zemlja. I ja sam već
počeo da se pripremam za izlazak na pozornicu na tom koncertu. Pomirio se s tim, a on neće doći. I to ništa ne bi promenilo moj odnos Така. prema njemu. I odjednom čujem... Тоа на некој начин и очекувано е да не дојде, никогаш не дошол никаде. Da. Čujem, vrata se otvaraju i čujem jedan glas. Da nisam ja okasnio slučajno. Ma nosi se. Браво. Košulja koju pominješ, eno, stoji mi u kući, to je 4. Amajlija, to je košulja koju mi je on poklonio to veče na koncertu kao rođendanski poklon. Так. Ете, во чест на Ѓорѓе. Миро, си скршил некогаш ти чаша од кристал, лично? Pa slago bih te ako bih ti rekao da nisam. Jesam. Така, па добро. Pre 89. Слушай, од тогаш тргаш да скршиш, ама ај си Да, чекај полека, не, ќе се заправ. Тоа е нормално познатата песна. Имаш ли за неа исто некаква приказка како ние живот една жена? Како стигна па таа песна? Како дојде до неа? Pa nema, ti stalno insistiraš sa neka prikaska. Nema nikakve prikaske. Neko sedeo tamo u kući. Dobro. Neko sedeo tamo u kući i napisao pesmu, ponudio ti, tebi se svidjela i prihvatio i nema prikaska nikakve. Поломичу, тоа е тоа сега. И тоа е тоа, да. Ама таа стана безвременски хит и ние ќе имаме чест да ја чуеме тука во еден на еден. Миро и група Маестро уште еднаш. Ама овој пат Поломичу чаша од кристала. Ајмо! Ljubio sam usne sa kojih mede kaplje i sanjive oči gde se čežnja krije. Slušao sam brezu dok jablanu šaće. Proći će nam život, zar ti žao nije? Polomit ću čaše od kristala, čupat ću bokore od lala, otkinut ću još dve žice, još dve strune, ostavit ću violinu neka trune. Kad već nema snage moći da mi vrati dan i noći, kad sam ja povrancata, stolje dana strgo svrat, pocepao jelek tesan, ludovao mahni besan. Kad sam ja povrancata, stolje dana strgo svrat, pocepao jelek tesan, ludovao mahni besan. Jao, nije život jedna žena, to mi je i meni omiljena. A jeste, 70-ih godina je bilo mnogo drugačije. Ljudi su se radovali na sitnim stvarima. Evi, on se bio kod nas u Skoplje, bio ga oženio. Tako sam ga i ja imao jednu ljubavi u Gornjome Milanovcu, na davnim vremenima. I ja sam oko Makedonec, imam na kratko živjeno u Makedonija, isto kao Miroslav. Ma i mene pušenje to mi je porok, Miroslave, te razbiram kako je. So Miroslav ista frizura imame. Pa eve, така i jaz, nemam poračano nikogaš tekst ili nekoj drug da mi napiše nešto za mene. Nikogaš, ama baš nikogaš. Освен, може би еднаш или два пати. Не ми е несредено, само си чувам работи. Ти не знаеш кога ќе ти затреба нешто. Гледај, мобилни телефони, така? Гледај се. Овие мобилни на времето држаа батерија по недела дена, бе, некако модерниве телефони
Океј си, сега немам ништо против модерни телефони, ама знаеш, ќе им цркне батерија, она, и зашо пример да не се најде овој. Многу добар телефон беше овој на пример. А Жеро, од кога го чуваш? Види, тој престана да работи негде кога бе втора, трета средно, значи од 2002, трета, четврта. Кардиопирин, гастрорезистентни таблети, се употребуваат за превенција од миокарден инфаркт, васкуларна тромбоза и од мозочен удар. Таблетите кардиопирин ја намалуваат појавата на несакани гастроинтестинални дејства. Кардиопирин, чувар на вашето срце. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Од многу обврски немам време ни за детето. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Со кликни јади, највкусните јадења ви се секогаш на дофат. Лесно е. Формулацијата Beauty колаген на Фармавитал содржи високо квалитетен хидролизиран колаген со луѓел, како и витамин С, хијалуронска киселина, боровинка екстракт и дополнителни витамини и минерали. Изгледе совршено. Ми треба брзо, лесно, сигурно, пари на број, без губење време, без чекање стои, да завршам работа кој 1, 2 и 3. Со секој кредит до 31 март има шанса за нов кафемат, лесно како песна. Ем први, ем брзи, ем најдобри, ем кеш. Од чисто до ултра чисто. Секогаш совршено чисти и суви садови со новата генерација Ултра Клин машини за мијање садови. Од Горење. Горење. Чекориме брзо, чекориме во непознато. Потезите денес и одлуките сега ни ја прават иднината утре. За успешен план мора да внимаваме на се, но ништо не е остварливо без љубов, а љубовта почнува во домот. Преку уникатниот Golden Art систем, 17 години ги градиме вашите домови од соништата. Со внимание на секој детал, создаваме дом за многу идни генерации. Golden Art. Дом, не само стан. 18 март, Арена Борис Трајковски. Концерт на маестралниот Мирослав Илич. Организиран превоз од цела Македонија. Се гледаме. Март, месец на ботокс во ординација доктор Анчевски. 20% попуст на сите третмани со ботокс. Јавете се и закажете термин 02 321 6608. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Така. Миро, кога
кога имаш, да речеме, чист распоред, нема настапи, имаш некои си 2 недели одмор, 3 недели без некои поголеми обврски, што сакаш да правиш? Кај одиш, кај поминуваш време? Највише волим да побегнем, не да побегнем, да идем куќи код мене, у Мрчаевица. Така, се уште таму помниш батерии? И дан данас, ако ме чуеш да кажем идем куќи, то значи идем у Мрчаевица. А kad kažem idem u Beograd, idem u Beograd. Добре, имаш повеќе куки, ама само ваму е дома. Што би рекли ние македонците, тоа дома го викаме, знаеш. Едно е дом, а друго се други станови куки, тоа се други работи, ама дом е едно. У Мрчаевцima тоа е породична куќа коju sam ja samo malo dotego. Na istim temeljima. Samo sam je malo dotego po nekim mojim po nekom mom ukusu, ali sam taj osjećaj da si tu te čini radosnim, mene barem. Да. Летен зимски одмор, кај сакаш да поминуваш? Имаш омилено место или од година за година минуваш? Не ти е битно. Što se mora tiče, zanat, a i moja supruga koja voli da izvoljeva. Pa dobro. Ajmo sad ovde, Znaš šta je moj izbor? Prvi. Kaži. Miločer, Crna Gora. To je za mene more. Ja kad izađem na Miločeru, na onu terasu i pogledam ovako ono parčence mora onda, to je za mene najlepše na svetu. Baš ugo. A skijaš, primjer, zimno vreme? Si skijal? Ne. Nikogaš ne si skijal? Ne, jednom sam bio ovde, kad sam bio student ovde u Skoplju. Dobro. Nas trojica smo otišli gore na šaru. Ali potpuno nepripremljeni. Ja sam iz Ravnice. Iznajmili mi gore skije i kao nešto tu glumatamo. Popeli smo se, boga mi prilično. I krenuli onako nesigurno odozgo i uletimo u nekakvu maglu, čoveč. Uletimo u maglu, pa pazi, to je bio pakao. Za svu trojicu. Uletiš odjednom onu maglu, nemaš pojma gde se nalaziš. Šara je divlja. Nije ona naivna planina, mislim. I to mi je bilo zadnje skijanje. Gotovo, ne se kači više. Последно е прашање од модерно време, ако го спомнеме повторно. Чепкаш тоа социјални медиуми? Имаш Facebook, Instagram, такви работи, нешто имаш тоа? Користиш тоа? Не. Не? Никогаш не ти беше примамливо? Мрзи ме sad да одем тамо до стола, да ти донесе мој телефон, па ти би супиш од смеха да го видиш. Тоа не е стари, Samsung, onaj stari, ima samo one obične funkcije. Da, pa dobro. Da primiš poziv, da pozoveš, dobiješ poruku, da pročitaš, da obrišeš i da. Ništa više nema. Samo da se razumemo. Dobro. To, da budem iskren do kraja, ja to sebi mogu da dozvolim, zato što imam sjajnu ekipu saradnika oko sebe, koji moraju to da imaju i to je potreba. Ne može bez toga biznis. Ali ja sam se jednog trenutka naljutio kada je to počelo, ono tač i ono tete mrte. Da. Što ja to nisam imao kad sam ja imao 14. Sad će mi sad 60, 70. А сметаш дека малку го прави животот по тежок и комплициран тоа што се тоа што го спомна, тој брз проток на информации, сите тие социјални мрежи, тој притисок што доаѓа од надвора, а ние во джебот. Знаеш, ти си прошол ни се и можеш да процениш убаво. Дали денеска е малку покомплексно и поголем притисок врз човекот има? Не мало, него много е веќи притисок, мислим, то... И што би препорачал, мислам, што би посоветувал? Да не се замараат луѓе толку многу со тоа, да си живеат свој живот, да не гледаат туги животи. Што е некој заклучок? Па чудна су времена, мислим. Не е важно како е мене, важно да тебе не е добро. Да. Мислимо ја ти. Мислимо ја ти. Ja se trudim da informacije svedem na što je mogući najbitnije. Sve van toga
приоритизирај оно што ти е важно. Ali, nažalost, živi se u takvom ambijentu i civilizacijskom momentu. Ne možeš ti da se sačuvaš. Ne možeš ti da se sačuvaš od svega. Миро, уште еднаш за крај, 18 март ги повикуваме луѓето на прославата, заедничка прослава на твоите 50 години кариера во Борис Трајковски, 18 март. Ние ти благодариме за тоа што беше со нас, те оставаме со најдоброто од Македонија. Good nature чаевите, да си ни жив и здрав. Куркума, апсолутно, и други чаеви има, и зеген. И благодариме на публиката, ти благодариме и тебе, наистина ми беше мило. Да ни дојдеш пак и да славиме шееска. Да, Бог здраве. Ето така, Мирослав Илич, дами и господа. Овде е крајот, дами и господа. Овде е крајот на епизодата. Како и секогаш внимаваме ова да оди во кантата за пластика и вие селектирате во вашиот отпад. Хартија со хартија, стакло со стакло, пластика со пластика. Јас и екипата сега заслужено одиме да каснеме нешто, а вие нарачете си од најдобрите со најбрза достава. Кликни јади, имаат секогаш многу промоции за вас, проверете ги на нивниот вебсайт. Следно дружење во недела 18:30 на Канал 5. 1-1 сезона 14 продолжува, а ние завршуваме повторно со група Маестро. Одиме. Srede Skopje Vardar vrvi, Vardar reka razbejana. Oj, Vardare makedonski, od izvora dur do Solona. Tvojite gradoj kako bi se